Добар ден и добре дојдовте на мојот YouTube канал. Читајќи ја Библијата, дојдов до еден дел каде што Исус зборува за вистинската чистота и вели зашто ќе ја прочитам, бидејќи многу добар синоним и сличност дава со една доба која што ја поминавме ние и некако инспиративно добив повик дека треба да го споделам тоа, затоа што е реално вистината за денешниот свет во кој што живееме, бидејќи она што се случува денеска е резултат на таа всушност нечистотија која што луѓето ја носат длабоко во себе. Но да не должам, вели се собраа околу него фарисеите и некои од книжниците кои беа дошле од Ерусалим и видува дека некои од неговите ученици јадат леб со нечисти, односно неизмиени раце. Зашто фарисеите и сите јудејци, држејќи се до преданијата на старите, не јадат ако не ги измијат рацете до лактите. И кога ќе се вратат од пазар, не јадат ако не се измијат. И има уште многу друго што го примиле да го одржуваат, како миење на чаши, врчви, бакарни садови и столови. И така фарисеите и книжниците го праша: зошто твоите ученици не живеат според преданијата на старите, туку јадат леб со неизмиени раце? А тој им рече: добро пророкуваше Исаија за вас лицемерите, како што е напишано: овој народ ме почитува со устните, а нивното срце е далеку од мене. Напразно ме почитуваат учејки науки, што се човечки повелби. Вие оставате Божјата заповед, а го држите човечкото предание. Вие добро ја укинувате, продолжи тој, Божјата заповед, за да го држите вашето предание. Што сака овде Исус да каже во делот на Марко 7 стих од 1 до 10. Кога го читав ова првиот пат, се навратив на времето со короната, кога ние поминавме една доба каде што бевме присилени на некој начин да одржуваме чисти раце, притисок ни се држеше од сите страни да мора да почитуваме одредени правила, да бидеме затворени дома, да немаме контакт со нашите најблиски, да бидеме покорни на некој начин. Исто онака како што фарисеите и книжниците му велат во овој дел на Исус, каде што му влеваат на некој начин страв, кој што произлегува од недовербата во Бога. И всушност, она што сакам да го направам како споредба е дека сето она што нас ни беше наметнато во рамките на коронавирусот во тој период, беше присилното воспоставување на закони кои што всушност длабоко во себе нема никаква вера и доверба во Бога. Јас лично на моја лична одговорност не ги почитував законите и не ги миев рацете и бев во фаза на духовен развој каде што уште ја развивав довербата во Бога. И целосно одев, бидејќи по природа сум многу тврдоглава и сакам да ги искусам на лична кожа нештата, одев и наетливо да видам што ќе се случи со тоа ако јас воопшто не внимавам, бидејќи длабоко во себе некој повик ми викаше дека сум заштитена. Дека она што постои како вирус е нешто што е реално непријател и дел од зло кое што сака да го уништи човечкото тело. Ако е тоа така, мојата логика беше, ако јас сум со Бога и ако Бог е заштитник и чистота и светлина, тогаш не би требало таков вирус да влезе во мене. И одев со таа идеја и по некое време, откако ги истражував од своја перспектива нешто и
околностите во кои што бев тогаш и луѓето кои што ги познавав тогаш, кои што всушност беа многу оддалечени од Бога, сите кои што на некој начин се плашеа, ги почитуваа екстремно законите и кои што веруваа во тој вирус и кои што всушност беа подложни на зло и луѓе кои што имаат порив на зло или кои што го носат врз општеството и секојдневието, внатрешното зло што од површност, од лага, од лицемерие, значи од сите оние доблести кои што не се со Бога, сите тие се разболеа од коронавирусот. А јас со сите нив бев во контакт, но има вера и не ги правев истите нешта како што, например, ги правеле тие. Меѓутоа бев во такви околности да морам да бидам околу нив и не се разболев. Никогаш вирусот не дојде до мене и оние дури кои што луѓе кои што беа доверливи на некој начин со вера во Бога, а сепак се вакцинираа, на крај го фатија вирусот. И тука јас си докажав дека всушност вирусот беше многу голем тест и резултат на она што живее во човештвото денеска и тогаш. Коронавирусот беше само резултат на она што човештвото го живее длабоко во себе неколку децении и тоа е само изби на површина. Дали е преку вирус, дали е преку промена на климата, значи климатски промени, пожари, сева што се случува во денешното време, сето тоа произлегува на некој начин од болеста на духот кај луѓето и недовербата во Бога, бидејќи луѓето ја изгубија довербата во Бога. Затоа и не може и затоа што не го слушаат законот на Бога, затоа и лесно се разболуваат, затоа и ваквите вируси доаѓаат кон нив. И она што Исус всушност тука го кажува, тој вели: овој народ ме почитува со устните, а нивното срце е далеку од мене. Тоа значи дека ние сите го почитуваме Бога, го величиме Бога, го сакаме Бога, одиме можеби во црква. Ама кога доаѓаат моментите каде што треба да бидеме ние духовно тестирани, тогаш нигде луѓето нигде не нема, народски кажано, или луѓето ја губат таа вера. А паралелно, што практично не ги почитуваат, тие веруваат во Бога, ама не ги почитуваат законите кои што Бог ги налага, во смисла на тоа да се тргаш од злото, да не правиш зло, да не работиш за зло, да не оговараш, да не поддржуваш материјалисти, да не купуваш таква храна од материјалисти кои што ќе ти го уништат здравието и кои што ќе ја имаш таа црна материја, енергија во себе преку храната, преку тоа што го внесуваш во тебе и како мисла, и како емоција, и како храна, и потоа нештата кои што постојат од надвор, кои што се зло, лесно ќе дојдат до тебе. И потоа Бог, се молиме на Бога. Не може да нас спаси Бога, не може да нас спаси Исус, не може да не спаси никој ако ние претходно сме го дозволиле тоа и сме се отвориле без при тоа да почитуваме на секојдневно ниво закони кои што ќе го почитуваат тој духовен аспект на нашата душа и ќе направат заштита. Значи, Бог не може да заштитува онаму каде што постои зло. Кога постои зло како дел од нас, дел од нашата душа, од нашето тело, во нашите мисли, емоции, контакти со другите луѓе, таму Бог не може да заштити. Бог автоматски се одвојува. Затоа Исус го вели тоа. Значи Исус не се занимавало со тоа дали некој си ги измил рацете затоа што знае дека и со прљави валкани раце да јадеме, ние сме заштитени затоа што сме духовно со Бога. Затоа што
Она што дури да има прљавштина што би можела да ни наштети на некој начин, не може да ни наштети, затоа што сме заштитени од Бога. Затоа го споредив овој момент со моментот на коронавирусот, дека колку и ние да се заштитувавме, сепак многу луѓе се разболеа и починаа, а луѓе кои што веруваа во Бога, кои што и претходно имале контакт со Бога и со Исус и со Библијата и со сите тие божествени закони, знаеа, имаа верба во Бога. И на крај, ова е како заклучок и апел ќе го дадам до секој човек, на крај всушност само верата во секоја епоха се докажало тоа дека само верата го спасува човекот. Верата, Бога, значи духовните закони, духовното почитување на законите за она што Бог го напишал. Значи, Бог уште пред 20 века напишал книга, напишал духовна книга која што ќе помогне практично на луѓето како да се заштитат, како правилно да живеат, за да може да бидат духовно здрави, среќни, силни, исполнети овој привремен земски живот да го изодат на еден вистински начин. Постоењето на Библијата упатува на правилен начин на живење кој што всушност во било која ситуација вас ќе ве заштити ако ја почитувате. Ако не влегувате кај зло, ако не негувате зло и ако знаете кој е вистинскиот начин на живење. Се останато што го гледате во светот, што е световно, што е нормализирано во општеството, она што е оддалечено од Библијата, сето тоа навидум постои. А на вас е дали вие ќе одберете да го живеете тој живот или ќе бидете духовно силни, да бидете со Бога и да бидете надвор од општеството и од неговите закони. Имаше уште еден многу убав цитат кој што вели кога Исус се среќава со фарисеите и кога тие му велат дали треба да му даваме данок на царот. И Исус вели дајте ми ја паричката на царот, и ја зема во раце и вели тоа што е на царот ќе му го давате на царот, а тоа што е на Бога ќе му го давате на Бога. Тоа значи дека ако сте со луѓето, со општествата и со она што постои во општеството, тогаш повелете бујрум, давајте, живеете за нив, ама ако сте со Бога, живеете со Бога. И тука е патот кој што сите ние еден ден во животот ќе имаме прилика да го одбереме. Дали ќе живееме за луѓе кои што ќе ни ја јадат и вадат душата и парите и она што ние го заработуваме со нашата собствена животна енергија, или ќе живееме на тој начин што ќе служиме на Бога и нема да плаќаме данок на никој, туку она што ќе го изработиме со нашата чиста животна енергија ќе ни биде доволно наплатено, без притоа дел од тие пари додат за некој си рандом лик. Јас ви благодарам, а ние се гледаме во следното видео.